Проблемот со легализација на такси компаниите се уште обстојува. Ветувањата од страна на општината за негово надминување се провлекуваат веќе неколку години. Според председателот на Сдруженијето на такси компаниите Зоран Томовски, очекуваат дека новото раководство на Тетовската локална самоуправа конечно ќе успее да изнајде решение за надминување на проблемот кој обстојува. Легалните такси компанија дали има 10%. 90% е све нелегално. Нелегално со тоа што претходниот градоначалник доста ни ветуеше, меѓутоа не мрдна ни со еден прст. Не мрдна. Сега имамо доста обеќања од новиот градоначалник. Не смо пошли уште не викнале на разговор, веројатно ќе у текот на овие месеци или други ќе не повика, да видиме да седнеме и да се договориме дали вака ќе продолжи или па ќе се нешто подобри. Како последователен проблем го наведуваат и паркинг просторот кој целосно е зафатен од дивите таксисти и покрај тоа што постојат обележани постојки за такси превозниците. Имamo проблеми со паркинг местата каде што од дивите не можеме да се паркирамо. Полицијата си ја врши својата работа, меѓутоа не можем да кажем дека од тој степен ја врши таа работа. Сега законот нов, баш да ви кажем искрено, ја бев на изготвување на тој закон, ставевме член каде што има право инспекторите да го одзема возилото. Од 3 месеца до година. Сега на парламент пројде и тоа, со тоа што има право да му го одземе возилото за крајно властништво, да го нема тоа возило, доколку се фати диво работа. Што се однесува до финансискиот проблем, легалните такси компании се подложени на повисоки трошоци согласно законската регулатива. Дивите таксисти тие трошоци целосно ги избегнуваат. Најголема штета за нас, легалните таксисти, што секој месец и пријавени, и даноци, и гориво регуларно преку фактура и све, и така да едва, легалните таксисти едва моментално обстанува. Секогаш на удар и кај полицијата, и кај управата за јавни приходи, и кај државните установи. Секогаш на удар сме ние легалните. А ние легалните сме толку малу да просто се препознавамо свегде. Правимо напори. Можда би нешто ќе направиме, или не знам. Да не ветуеме. Очекуваме од новиот градоначалник. Искрено да ви кажем, градоначалничката нова доста ветуење ни даде. Ние не сакамо 100% да се чисти, тоа не може 100%. Барем еден минимален дел, барем до 50-60% да биде изчистено за да може да функционира. Според кажувањата на Томовски, легални такси возила во општинава има 70 кои превезуваат патници за 8 регистрирани компании. Нелегални такси превозници има многу повеќе, околу 350 возила.